Здраво, драги пријатели. Повторно темата ни е успех, ама овој пат е на мала друга перспектива, така наречен данок кој што треба да го платиме за успехот. Дали сте ја слушнале реченицата? Злобните измислуваат и клеветат, наивните веруваат, а будалите клеветата и измислицата ја шират понатаму. Позади секој успешен човек ќе имате злобни луѓе, но внимавајте, тие никогаш нема да бидат оние што се поуспешни од вас. Поуспешните од вас се ја гледат работава и се радуваат и вие да им се приближите кон успехот, оти успехот оплодува успех. Но неуспешните се тие кои што секогаш ќе ве критикуваат. Запамтете, никогаш, буквално никогаш нема да бидете искритикувани, особено не клеветени, од луѓе кои што се поуспешни од вас. Секогаш клеветата ќе доаѓа од понеуспешни, поттикот ќе биде злоба и љубомора. И секогаш ќе има една армија наивни луѓе кои што ќе веруваат во тоа, а уште повеќе ќе има и луѓе кои што ќе го шират тоа, будалите, нели? Меѓутоа внимавајте, треба да им се заблагодарите на тие луѓе. Зошто? Па штом сте тема на клеветења, вие сте над нив. Но во тој момент, не само што не треба да се вознемирувате, туку буквално да им се заблагодарите. Оти тие ви го чистат просторот. Зошто? Па што ќе ви се луѓе кои што ви завидуваат, наивно веруваат дека вие сте можеби такви за кои што ве клеветат, и што ќе ви се будали кои што ја шират приказната понатаму. Тие остануваат позади вас и вие имате чист простор со креативни и поуспешни од вас да работите. Но само внимавајте на една работа. Немојте никогаш да сте во дисхармонија со совеста и со вистината. Ако постојано сте во хармонија со вистината и со совеста, никој ништо не ви може. Што повеќе ве клеветат, толку повеќе ви е чистат кармата. Па да не забораеме, ево ова видео е во очи Великден, па едни го славеа Исус, други го наклеветеа и го распнаа на крст. Што мислите? Кои се тие што го распнаа на крст? Па злобните го наклеветеа, наивните поверуваа, а будалите ја ширеа веста понатаму. И така дојде дури и го осудија, но никој ништо не му можеше на крај. Воскресна. И сега, кај се тие што го клеветеа, а кај се тие што го славеа? А внимавајте, он исто зборуваше на сите. Затоа ви кажам, природно си ги чисте работите. Но загрижете се не ако ве клеветат. Загрижете се ако никој ништо не зборува против вас. Тоа значи дека сте останале на толпата, ако не ве клевети нормално. Сте останале на ниво на толпата, сме останале на ниво на медиокритетството и бидејќи не штрчиме кон успех, на никого не му сметаме и никој не почувствувал злоба и љубомора да ве повлече назад. Ја знаете онаа мудрост дека во пеколот нема чувари. Зошто? А некој почне да излегува од пеколот. Овие што се внатре, тие се грижат тој да остане надолу. Цената, данокот кој што го плаќате за успехот е клеветници кои што злобно од љубомора ве клеветат при правдина, па потоа луѓе кои што мислите дека се во ваша близина ќе ви изненадат и тоа е добро да ви се исчистат од патот, затоа што наивно ќе поверуваат во тоа, и најголемите будали кои што се околу вас, кои што ќе ја шират приказната. Нема ништо поубаво да дојдете во оваа ситуација. Но, само под еден услов, и тоа е најважно, да останете во хармонија со вистината и со совеста. Во тој случај, каде исте да сте тргнале, со чисто срце, со чиста совест и со вистина, неминовен ви е успехот. А мерило дека сте на вистинскиот пат е галамата која што позади вас ја прават овие три категории на луѓе. Имајте убав ден, а ние се гледаме утре, оти животот вас ве сака. Прашајте се дали вие го сакате животот. Останете благодарни на сите клеветници.